Ние како левица бевме само на првиот состанок, ако не се лажам, во овој жанмане процес, бидејќи нас како принципијална партија, опозицијска во случајов, ни пречи странскиот патронат. Значи, странскиот патронат е она што беше спорно во процесот, а не тоа дека ние немавме што да кажеме. Значи, странците ве лажат едните и другите дека ќе дојдете на власт на следните избори и со ниве намен вие сакате да донесете душмански антиопозицијски деловник, мислејки дека ќе бидете власт сите вие, и СДС, и ВМРО ДПМНЕ, и ДУИ на следните избори. Овој деловник е поголем од претходниот, наместо да биде помал и попрактичен. Тоа е како да не убедувате дека човек од 100 кила е 2 пати повеќе човек од 50 кила. Суштината на филозофско правно гледано е што го сведуваме собранието на бирократски орган. Собранието не е влада, па ние сите тука да имаме унисони ставови, е антиопозицијски и воведува султанат наместо деконцентрација на спикерската функција. Значи, не ги решава, да, тој ги стегнува некои од проблемите, но ако внимателно ги читате, суштински е многу попогрешен од овој што сега го имаме. Значи, тој не ги решава горливите проблеми, туку ги легализира. И одвојувам само 6 пункта кои се екстремно спорни. Првиот пункт е двојазичноста. Она што е дивоградба со законот, тоест така наречениот закон без подпис на председателот, сега одредбите од него се препишани и оттаде идеме ние сега, како што оди и спикерот Џафери, кога ни доставува нас како пратеници македонци, ни доставува двојазични документи, што дури ни законот не го признава, па оди понатаму. Исто така не е решен проблемот со председавањето на седница на друг јазик, што е апла противуставно. Зошто 20-30 години ние на ист устав, 30 години председававме на македонски јазик, од 2020 почнавме да председаваме и на друг јазик. Значи, сакате да ги легализирате дивоградбите кои што вие ги направивте претходно преку така наречениот закон без подпис на председател. Вториот остаток, остаток од претходниот систем, тоа беше верификацијата на мандатот. Та не е решена суштински. Кои сте бре вие 3 члена на комисија да спорите мандат на пратеник добиен на избори? Тоа е остаток од делегатскиот систем. Јас сум да го вратиме, ако сакате, суштински делегатскиот систем. Затоа што беше поефективен тој еднодомно собрание, тоест единствен собраниски орган. Ама кога се удирате во гради дека е парламентарна демократија, кој ви го дава правото да оспорите мандат на пратеник? Членот 15 и 16 се апла противуставни членови. Верификацијата треба да се сведе на свечен чин, каде што сите колективно ќе се честитаме и почнуваме нов мандат. Не некој да оспорува мандат на друг. Што ќе се случи ако дојде некоја радикална партија, во која ја ставам и мојата партија, и рече, не ни се свеѓа нас Јован, он е многу збори Јован, Јован, не го верификува мандатот на Јован, или на Санела, Санела е многу добра, она многу збори, не, Санела овој мандат нема да биде пратеник. Зашто? Оти тие внатре 60 луѓе одлучиле дека не ви се свиѓаме ние као пратеници. Така, следното, пречистените текстови на закон, рак рана на правниците, прашете ги во пракса. Не се воведува една многу едноставна одредба да мора закон кој е менува над 2 или 3 пати да мора да биде со пречистен текст. Не е тоа филозофија. Имаме закони кои се менуваме по 20 пати. Судија, мене ми се случи лично, судија на управен суд да ми цитира закон кој е измене 20 пати и цитира одредба која веќе не постои. И после пукна брука, стигна до судски совет. Не сваќате колку им отежнуваме на правниците. Тој проблем не е решен. Следниот проблем кој не сакаме да го решиме. Неодзивање на покани на јавни функционери. Знаете ли колку покани на јавни функционери не есапат? Не одете во Америка да се случи некој во Конгресот да не дојде ако е повикан. Немаме реперкусија за функционер кој ние го бираме, ако не ни дојде еднаш, ако не ни дојде 2 пати, ако не ни дојде 3 пати, 5 пати. Имаме ситуации која цела година, цел мандат не ни иде јавниот обвинител. Со паушални образложенија. Не можам, у странство сум, ваму сум, наму сум. Немаме една одредба, не е тоа филозофија. Една одредба, ставаме став каде што неодзивање на покана на собрание
е основа за разрешување, па нека се чука главата он после дали нема да дојде или ќе дојде. Следното е дискрецијата. Затоа реков Султанат, наместо да го деконцентрираме спикерот, ние уште толку му даваме ингеренции. Свикување седници. До сега единствен кој може да свика и од сега натаму е спикерот, но од сега ќе може да свикува и комисиски седници. Значи му даваме плюс ингеренции наместо да му одземаме. Во случаите се користи зборчето може. Зошто да може? Зошто председател на држава да не може да побара да се свика собрание? Зошто влада да не може да побара да се свика собрание? Зошто 20 или ако не сакате 20, може би повеќе да ги ставиме, може 30 да ги ставиме. Ама кога ќе побара дел од органот да се свика седница, то не е кој знае што филозофија. И сега ние каприци тука не допирлив е спикерот, само он може да свика. Можеме да ставиме подпредседател во случај да одбие да свика председателот, да свика подпредседателот. Во тие случаи кои што се уставно предвидени. Следно е кај референдумската иницијатива, за која што верувам јас и Талја Џафери ќе стигнеме и до Страсбург, кој е во право. Значи, референдумската иницијатива досега беше формално прима препраќа. Сега е ставен уште еден збор дека тој испитува, од каде би испитува кога законот ви кажува дека граѓани се обраќаат до собранието, спикерот прима и препраќа, собранието, пленумот одлучува. Значи, наместо да ги деконцентрираме и последното, круцијалното според мене, е што го легализираме шверцератот со ЕУ знамец. За јавноста да биде појасно што е суштината на шверцератот. До сега шверцератот се правеше преку Комисијата за европски прашања, каде што нешто не може да се помине, се става европско знаменце и оди таму. Со новиот деловник, сите закони во следниот парламентарен состав ќе бидат како сегашните со европско знаменце. Тогаш чумувија опозиција, ова е единствениот орган каде што ние како опозиција можеме да ја натераме власта да преговара. Не можеме во влада. Тука можеме. Америка, која е најстара демократија, не се осмелила филибастерот да го кинува, сега ние ќе го кинуваме. Значи 3 дена, јал не ел трипл, тоа е битка со ветерници. Зошто да земам збор јас првиот ден, кога знам дека на третиот ден вие ќе си го поминете законот. Зборувам јас, може би во иднина левица нема да биде опозиција, меѓутоа принципиелно зборуваме. Зборуваме за било кој од нас тука да биде опозиција. Ова е парализа на парламентаризмот кој што го предлагаме. И затоа левица нема бланко поддршка на овој процес и затоа левица ќе даде суштински амандмани за кои верувам дека ќе преговараме и дека нема да идеме на нож во овој процес, за да на крајот од ноември-декември свечено го изгласаме како најмал заеднички содржател на овие сили кои се собрале, политички сили зборувам во овој парламентарен состав, за да работат во следниот. Ви благодарам.